Во денешното издание на Магазин Плюс ќе слушнете неколку совети за нега на кожата во студените денови, како да го спречите црвенилото и испукувањето на кожата, на лицето и телото. Ќе дознаете дали влажните марамици се штетни или пак корисни за вашето здравје. Ќе слушнете и кои се најчестите грешки кои ги правите, поради кои вашата дневна соба изгледа старомодно и неудобно. Ќе дознаеме и кои се модните трендови од минатата година кои нема да се задржат оваа година. И на крај, патуваме во дестинациите кои се излезени како од бајките во сликовниците. Уживајте! Есента веќе е далеку зад нас, а влијанието на зимските денови сите го чувствуваме. Студенилото, ветерот и сувиот воздух во затворените простории влијаат на здравјето и кожата, а токму кожата на лицето е најчувствителната. За правилно заштитување и одржување на нејзиниот здрав изглед и тонус, треба внимателно да се прилагодите на временските услови и да смените неколку навики. Правилно чистење на кожата. Наместо лесните тоници за чистење, експертите за убавина советуваат да употребувате погуст крем за лице што ќе ја чисти и хидрира кожата. Најчесто се препорачуваат кремови на база на мед или фиалуронска киселина, што на кожата ќе ја дадат потребната влажност. Минувајте помалку време под туш. Топлата вода навистина му годи на телото, особено кога сте уморни или напнати. Но внимавајте, туширањето да не биде подолго од 10 минути. Претерувањето со топлата вода може значително да ја дехидрира кожата. Употребувајте соодветна нега за телото. Експертите советуваат употреба на хидратантно млеко веднаш по капењето. Ако имате сува кожа, млекото за тело можете да го замените со хранливо масло за тело, кое се трие на влажна кожа. Пилинг. Во зимските денови, пилингот на кожата е особено важен, бидејќи ги отстранува мртвите клетки на кожата, а особено се препорачува употреба на луфа ракавица со која нежно се масираат челото, образите, вратот, а по пилингот е препорачливо да користите маска која ќе ја хидрира и дополнително ќе ја смири кожата. Негувајте ја и кожата на усните. Во зимскиот период, од ветерот и студот најмногу страда кожата на усните. За неа е потребна дополнителна нега. Најкорисно е кожата да ја заштитите со балзам за нега на усните, кој формира заштитен слој. Ако кожата ви е иритирана или испукана, се препорачува да направите ледени коцки од чајот камилица, да ги ставите во памучна газа и со коцката да минувате по лицето околу 5 минути. Потоа, земете памукче, натопете го во млеко и со него измасирајте го лицето. Истиот третман може да се употребува и за иритација по направена депилација. Дали влажните марамици се штетни или корисни? Влажните марамици може да се најдат во секоја тачна, без разлика дали е машка или женска. Дојде време кога никој од дома не излегува без со себе да понесе едно пакетче од миризливи марамици. Во последно време постојат разни теории на таа тема. Дали влажните марамици се штетни или корисни? Некои тврдат дека ги носат само за отстранување на шминка. Но, после отстранување на шминката, со влажни марамици треба да го измиете лицето со чиста вода, апелираат британските дерматолози.
На лицето често остануваат траги кои постепено ги затвараат порите, ги сушат и ја иритираат кожата. Кога го триете лицето со овие марамици, посебно пределот околу очите, ја растегнувате кожата, што може да предизвика прерано појавување на брчки на лицето. Иако по состав се сличи на геловите за отстранување на шминка, многу од влажните марамици содржат алкохол кој е штетен за кожата. Затоа, користете ги само тогаш кога морате, например, на патување, на кампување, во теретана. Кога се фокусираме на уредување на домот по наши желби и соништа, често забораваме на основните дизајнерски правила, па резултатот често не е ист со нашите очекувања. Кога го уредувате домот, треба да имате предвид неколку основни правила. Во дневната соба, светлината не треба да доаѓа само од едно место. Осветлувањето креира посебна атмосфера, па во дневната не треба да имате само еден централен лустер, туку да направите цел систем на осветлување со ламби за маса, за на земја и разни светилки на таванот. Избегнувајте да користите мали теписи. Тепихот носи баланс на собата, па кога го одбирате, внимавајте на големината. Големиот тепих визуелно го зголемува просторот, а интериерот добива комплетен изглед. Внимавајте каде го поставувате телевизорот. Најдоброто место каде да го поставите телевизорот е на празен зид. Исто така, не го поставувајте спроти прозорци, бидејќи така си го оштетувате видот и не можете јасно да ја гледате сликата. Најдобро е да биде позициониран на левата или десната страна од прозорците. Честопати ја подценувате моќта на перниците. Перниците допринесуваат атмосферата да изгледа нежно, удобно и романтично. Пред се носат топлина во домот. Софата не треба да ви е поставена до зид. Ова правило важи за големите дневни соби. Ако имате доволно простор, избегнувајте софата да ја ставите до зидот. Избегнувајте темен мебел доколку таванот е низок. Вашата дневна соба визуелно ќе изгледа како помала и пренатрупана, ако мебелот е со темни бои. Ова посебно важи ако таванот е низок. Секогаш гледајте да ја уредувате дневната на тој начин што ќе се концентрирате на посветли бои. Не одбирајте мебел на основа на личните желби, туку на основа на дизајнот. Само затоа што одредено парче мебел ви се допаѓа како изгледа, не мора да значи дека ќе се совпаѓа со целокупниот дизајн на интериерот. Исто така, гледајте да одбирате мебел кој ќе ви биде удобен, инаку никогаш нема да го употребувате и веројатно на крајот ќе го исфрлите од употреба. Се уште имате мебел кој не е веќе во мода. Гломазниот мебел со масивни потпирачи за раце веќе одамна ја изгуби својата релевантност. Одбирајте мебел со рамни линии и остра силуета. Така никогаш нема да погрешите, бидејќи овој тип на мебел никогаш не излегува од мода. Уште една грешка е тоа што фотографиите ви се врамени на погрешно место. Идеална височина на која треба да бидат поставени фотографиите и сликите на зидовите е 153 см, мерени од подот до центарот на сликите. Ако имате повеќе слики, поставете ги само на едно место како галерија. Не оставајте да бидат раштркани на сите страни. Избегнувајте масивен мебел. Најчеста грешка која сите ја прават е што одбираат едно масивно парче мебел наместо неколку помали парчиња. Да, ако имате масивен простор, можете да си дозволите и масивна софа, во спротивно никако. Не ја земате предвид функционалноста на дневната соба. Ова е уште една грешка, затоа што дневната соба најубаво е да биде сместена во центарот на домот, така што спалната соба ќе биде оддалечена од влезот во домот, а кујната и трапезаријата поставени блиску една до друга. Центарот на собата не ви е означен. Дневната соба
Мора да има барем еден светол, истакнат акцент, како што е каминот, уметничко дело, огледало или осветлување, кон кое ќе биде фокусирано вниманието. Растенијата ги чувате во мали саксии. Подобро е да имате едно големо растение во масивна саксија, отколку неколку помали. Така просторот ќе ви изгледа поголем и поудобен. Време е да заборавите на стариот мебел. Одбирајте помали парчиња мебел, кои можете да ги разместувате каде сакате и кога сакате, зависно од расположението. Заборавете на стариот масивен мебел. Не се држете до еден стил на уредување. Се препорачува да мешате ретро, рустично и елегантно. Комбинацијата изгледа подобро од униформниот стил на уредување. Изборот е ваш. Сите трендови доаѓаат и си одат и често се враќаат повторно во мода по неколку години или децении. Многу од модните трендови од минатата година имаат корени во минатото, особено во 90-тите години. Но овие трендови се миновни и најверојатно повеќе нема да бидат во мода во оваа 2017 година. А во продолжение слушаме кои се тие. Околувратници. Повеќе слојните метални гердани ќе заменат популарните околувратници. Ова значи комбинирање на 3 ланчиња, некои помали со некои поголеми. Накид и додатоци со боцки. Спакувајте ги модните додатоци со боцки додека не се вратат повторно во мода. Наместо тоа, комбинирајте интересни парчиња накид, кои што се различни по текстура и боја. Контуринг и јака шминка. Природен изглед со благ мокар ефект ќе ја замени фиксираната шминка што доаѓа како резултат на техниката контуринг, која најчесто оди во комбинација со јаки бои на кармин. Цврсти локни. Лесно пуштените и бушави локни ќе ги заменат стегнатите, што значи дека нема да треба да користите многу спреј за коса за фиксирање на локните оваа година. Иако джинсот е секогаш во мода, сега плишот ќе се истакне повеќе од тексас материјалите. Плишот дава гламур, елеганција и шик на аутфитот, па затоа е добро да набавите некое плишано парче облека. Тесните фустани припиени на телото ќе бидат заменати со пошироки тенки фустанчиња со чипка, инспирирани од долната облека. И на крај, време е да ги спакувате патиките со висока платформа, бидејќи им помина времето. Наместо тоа, инвестирајте во чевли или кратки чизмички на подпетици, кои што ќе бидат убави и удобни, но и вистински хит за оваа 2017. Постојат места во светот кои се како создадени во бајка. Кога ги гледате фотографиите, сигурно помислувате дека е сцена од некоја приказна во сликовница или толку магична представа за некој филм. Всушност, вистински се и постојат. Разгледајте ги овие 10 дестинации и одберете која ќе ја посетите на вашето следно патување. Вакви места заслужуваат да бидат видени и посетени, а чувството, доживувањата и сликите кои ќе ги понесете од таму сигурно ќе ви останат врежани во мислите. Потоа, вие ќе раскажувате бајки што сте ги доживеале. Хои Ан, Виетнам. Се наоѓа на брегот на Јужното Кинеско море. Заштитено е од УНЕСКО. Тоа е важно историско место, која представува југоисточната азиска култура од 15 до 19 век. Со белите песочни плажи и топлата клима привлекува голем број туристи. Гренланд. Прекрасен остров кој се смета за еден од најголемите острови во светот. Местото е студено и замрзнато во текот на целата година. Сепак, пејсажите се фантастични, надополнети со кукички во прекрасни бои.
Бамбус шумата Киото во Јапонија. Ова дрво е едно од најпопуларните во Азија и има многу значења и символи. Во Кина символизира долготрајност, вечност, во Индија символизира пријателство, а во Јапонија веруваат дека бамбусите ги заштитуваат од злото. Сепак гледката и прошетката низ овие патеки во бамбус шумата ќе ви даде посебно чувство и незаборавно доживување. Катманду, Непал. Главниот град е опкружен со Хималаите, кои дополнително ја надополнуваат атмосферата. Градот е преполн со антички градби и има силна духовна улога. Археолозите пронашле податоци за постоењето на старата цивилизација, која потекнува од 185 година пред нашата ера. Катманду е најинтересниот град во овој регион, кој мора да се доживее. Синтра, Португалија. Историски град во Португалија кој не е многу оддалечен од главниот град Лисабон. Лордот Бајрон, по посетата на овој град, бил инспириран да ја напише познатата книга Странствувањето на Чајлд Харолд. Во 19 век, романтичната архитектура и прекрасната природа го направиле Синтра една од најубавите дестинации, во кој можете да се почувствувате дека шетате низ некоја бајка. И овој град исто така е заштитен од УНЕСКО. Колмар, Франција. Многу пати е представуван како град од бајките. Мал град кој е сместен во североисточниот дел на Франција. Има население од 65.000 жители и тоа го прави да биде многу мирно место. Тука е домот на познатиот сликар Мартин Шонгауер, скулпторот Фредерик Бартолди, кој е познат по статуата на слободата. Едноставно, ова место е на вистина вистинско уживање за сите сетила. Фарски острови. Архипелаг од острови кој е познат по своите неодоливи пејзажи. Нордиската клима, спектакуларните вулкански карпи прават една мистериозна атмосфера. Аламбра, Гранада, Шпанија. Комплекс од исламска архитектура кој е опкружен со прекрасни градини, фонтани и базени. Замокот инспирирал многу писатели, композитори и режисери. Кападокија, Централна Анадолија. Предложено е да биде едно од чудата на природата и како културно и историско место. Познати се ходниците кои се изглабени во карпите. Најстарите пештери се познати од 8 век. Венеција, Италија. Ова е место кое дефинитивно морате да го посетите. Прекрасниот италијански град постепено потонува. Затоа не пропуштајте приликата да го посетите пред да биде предоцна. Целото градче е поврзано со канали и мостови. По каналите пловат гондоли кои му даваат посебен романтичен шарм на градот. Базиликата Свети Марко се смета за најубава катедрала во Италија.